Како што најавивме, време е за вестите. На денешниот состанок, председателот на Штипскиот огранок на УНИТ соопшти дека ќе има измени во предлог законот за финансиски надоместок за стечајните работници. Со новите измени ќе се зема во предвид само целокупниот стаж од 15 години, но само од фирми со општествен капитал. Ке се менува предлог законот за финансиски надоместок на стечајните работници. На последниот состанок, премиерот Зоран Заев им соопштил на стечајците дека со новите измени ке се зема во предвид само целокупниот стаж од 15 години, но само од фирми со општествен капитал. Предлог законот што ни беше дека 15 години секој што има фирмата при стечају да биде 15. Сега не, одиме сега на вкупен стаж, без разлика на годините на вкупен стаж, не 15 ефективни. Новините во предлог законот за стечајци за некој нова надеж, а за други само одоговлекување и неизвестност. Само предлог законот не е толку јасен. Се го менуват со 15 години непрекиден стаж, сега кажа со вкупни години. И сега ќе видиме што ќе се реши со тоа. Се надеваме дека со овај закон што донесе сега новото постава владата, па може нешто ќе успееме со овај закон. Со 15 години 52 жени, за нас 55 со 15. Па ако одлучат горе се зависи од не. Во буџетот се предвидени финансиски средства за 3000 лица, а со измените, дополнува Арсланов, бројот на стечајци ќе се зголеми, како на пример во Штип ќе достигне над 500. Бројот ќе се зголеми сега на ниво на во ќе се зголеми, тоа беше ние предлог и прифана, иначе нашо беше да прифанат и фалеа на некој по месец, по 2, по 10 дена со 15 години и оде премиерот. Че идеме на 15 на целокупниот стаж и така, ама не од приватни фирми. Стечајците се надеваат дека до средината на септември законот ќе ги помине сите собраниски процедури и од октомври на нивната сметка секој месец ќе се исплаќаат над 7000 денари. Телефонски, но и теренски анкети прават политичките партии. Сакаат да слушнаат кој од нивните кандидати за градоначалници има најмногу шанси да ја освои локалната власт. Течат роковите за доставување на кандидати на градоначалници и на советничките листи. Почнав внатрешните партиски калкулации за кандидатите за градоначалници, но и за советничките листи. Во Штип 2 изборни циклуси локалната власт ја добива ВМРО ДПМНЕ. Таму се уште не е утврден кандидатот за градоначалник, а во тек се и телефонските анкети. Според изборите во партијата се мери рейтингот на 5 кандидати, но членството говори дека како посериозни кандидати се актуелниот градоначалник Илчо Захариев и поранешниот заменик министер за земјоделство Ване Костадиновски. Додека за советничката листа од 40 кандидати треба да се изберат вкупно 23, меѓу кои свој места ќе имаат и коалиционите партнери. И во СДСМ се уште течат анкетите, а лидерот на СДСМ Зоран Заев вчера од Берово истакна дека деновиве ќе почнат да ги носат и одлуките со кои кандидати за градоначалници ќе бараат да ја добијат локалната власт. Среќен сум што има многу кандидати. Не беше така во СДСМ во минатото. И сега добро е тоа што има толку многу кандидати, но мора да провериме кој тоа народот најмногу го поддржува. Тоа се прави преку анкетите кои што ги правиме и теренски и телефонски. Оние кандидати кои што имат најголема поддршка ќе ја добијат честа да бидат кандидирани од страна на коалицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз. Ние во СДСМ се договоривме вака. Оние луѓе кои што навистина негуваат најголема поддршка кај граѓаните, имат најголемата поддршка од граѓаните, тие да бидат нашите кандидати, заради тоа што ветивме долг период да бидеме сервис на граѓаните. Ако луѓето им веруваат на одредени личности најмногу, тогаш немаме што да се двумиме, треба да ги истакнеме вистинските личности. Во Штип засега се шпекулира дека како кандидати за градоначалник од СДСМ најмногу шанси има актуелниот пратеник Благој Бочварски, а се работи и на советничката листа, која треба да брои 23 советници. И во останатите градови од истокот се уште не се знаат кандидатите за градоначалници на големите, но и на помалите политички партии. Рокот за доставување на листите е 14 септември.
Имајќи во предвид дека на 15 октомври во Македонија ќе се одржат локални избори, Општина Штип врз основа на одредбите од изборниот законник ги информира политичките партии и коалиции за условите за добивање на места за истакнување на изборни плакати. Место за истакнување може да добие секоја регистрирана политичка партија самостојно, коалиции како и група избирачи врз основа на одобрение од градоначалникот на Штип. За добивање на одобрение подносителот на листата треба да поднесе барање до општината и со истото да достави полномошно од овластено лице, кое е заверено од подносителот на листата. Местата за истакнување на плакати, општината ќе ги подели по пат на ждрепка и таа ќе се изврши по објавување на утврдените листи на кандидати од страна на надлежната изборна комисија. За денот на ждрепката учесниците во изборите ќе бидат известени преку медиумите. Штип ќе ги прима првачињата на 1 септември, останатите општини на 4 септември. Денес пред медиумите од ВМРО ДПМН подсетија за манипулациите на СДСМ во врска со ефтината тарифа на струјата. Велат, прашање на време е кога цената на лажните ветувања граѓаните ќе ја платат скапо. Ефтин живот со ефтини мерки, таква е политиката на СДСМ пред избори, посочија денес на прес од ВМРО ДПМН во врска со ефтината тарифа на струјата. Наместо реални решенија, граѓаните добиваат ефтини предизборни понуди. СДС го подценува капацитетот на граѓаните и смета дека тие не се способни да ја видат подлата суштина на нивните популистички мерки. Се нуди ефтина струја, која ќе може да ја користат само минимален број на граѓани. Или во превод, поевтина струја, но поскапи сметки. Од 1 октомври, ефтина струја за сите граѓани ќе нема, со што паѓа во вода политичката пропаганда за добивање на ефтини гласови. Штипјани не се наивни и не веруваат во се, но дали граѓаните ќе ја платат цената на политичките манипулации? Граѓаните на Штип не се наивни да веруваат дека енергетските компании ќе трпат загуби со цел овозможување ефтина струја пред избори. Дали ова предизборно купување на гласови ќе го платат граѓаните? Или од СДС забораваат дека животот продолжува и после избори? Од ВМРО ДПМН истакна дека будно ќе ги следат сите активности и ветувања на СДСМ. А еве го одговорот и од општинската организација СДСМ Штип. Од 1 октомври годинава, граѓаните повторно ќе може да користат електрична енергија по поевтина тарифа и во текот на денот. Поевтината електрична енергија секојдневно ќе им биде достапна на граѓаните во периодот од 14 до 16 часот. Ефтината тарифа ќе продолжува да важи за периодот од 22 до 7 часот преку целата недела, како и 24 часа во недела. Изјавите на пратениците од ВМРО ДПМН дека враќањето на ефтината струја ќе ја покачи цената на струјата, како и тврдењата дека истата нема да биде достапна за сите, се во целост лажни и невистинити. Враќањето на ефтината тарифа е возможено преку кратење на непродуктивните трошења во државните компании ЕЛЕМ и МЕПСО, како и преку домакинско и одговорно работење. Одговорно тврдиме дека покачување на цената на струјата нема да има ниту во моментов, ниту во блиска иднина. Преку ваквата мерка граѓаните ќе може да заштедат, со што ќе резултира со зголемување на семејниот буџет. Ова е само една од низата мерки што ќе обезбеди враќање на парите кај граѓаните. Владата на СДСМ ја враќа ефтината струја на струја која беше укината од ВМРО ДПМН. СДСМ продолжува со остварувањето на дадените ветувања пред граѓаните. Зборот е збор, се вели во соопштението на општинската организација СДСМ. Информацијата дека е поништен огласот за вработување во Штипската болница, што телевизија Ирис ја објави пред 1 месец, е точна, потврди директорот на Штипската болница. Ке има нови вработувања, но по изборите. Во меѓувреме испратено барање до министерот Таравари да дозволи ангажирање на 22 волонтери. И официјално надлежните потврдија поништен е огласот за вработување на 30 медицински сестри во Штипската болница. Нови вработувања ќе има, но по локалните избори.
Тогаш се планира да биде распишан и нов оглас, но за колку вработувања, засега е се уште рано да се каже, истакна првиот човек на Штипската болница Ален Георгиев при последната посета на министерот за здравство Арвен Таравари. Бил предвидени пари во буџетот за 2016 година, меѓутоа ради состојбата, ради изборите и ради периодот кој што се пролонгира, повлечена е согласност за тие, ќе се даде нова, а када после изборите веројатно министерот знае ќе има нов оглас. Овој оглас беше распишан во октомври минатата година и на него аплицираа над 100 медицински сестри од Штип и околните градови, кои требаше да ги пополнат местата на пензионираните работници. Во меѓувреме, новиот директор на болницата до Министерството за здравство поднесе барање за ангажирање на 22 волонтери, медицински сестри, болничари како и технички кадар. Одиме со реакција на општинската организација СДСМ Штип. Клиничката болница во Штип беше ветување на ДПМН, уште во предизборната програма во 2008, а од тогаш помина речиси 10 години. ВМРО ДПМН имаше доволно време да го реализирате овој проект, доколку навистина сакаше. Не треба да се заборави дека парите за клиничката болница во Штип беа обезбедени преку кредитно задолжување на државата, а во тој момент ги трошеше илјадници евра народните пари за проекти од типот на Скопје 2014, панорамско тркало и така натаму од страна на ДПМН и фамилијата. Граѓаните најдобро знаат дека Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во ниту еден момент не се противеше на изградбата на нова клиничка болница во Штип. Напротив, бараше од ДПМН да престане со манипулацијата на граѓаните и веќе еднаш да започне со изградба. 10-годишното несовесно работење на ДПМН доведе до целосно уништување на здравствениот систем на Македонија. Во овој момент, министерот за здравство и целокупниот тим во министерството ги анализира состојбите кои се затекнати со цел да изготви план кој ќе резултира со брзо и ефикасно заздравување на целокупниот систем. Министерството за здравство ќе ги преземе сите неопходни мерки за расветлување на случаите кои кај граѓаните создаваат сомнеш дека постои одговорност на здравствените работници или пропуст во процедурата. Основните училишта во источниот регион и оваа година бележат помал број на првачиња во споредба со минатите години. Бројките покажуваат дека во општините нема да се запишат од 20 до 70 првачиња. Во Штип приемот на првачињата е на 1 септември во 9 часот. Во Штип традиционално првачињата се примаат ден пред стартот на новата учебна година. Сонја Николовска од Оделението за образование во општина Штип информира дека приемот на првачињата во сите основни и подрачни училишта во Штип ќе се случи на 1 септември, в петок во 9 часот, додека за останатите основци и средношколци учебната година стартува од 4 септември, понеделник. Според анализите на основните училишта во Штип, досега се запишани 410 првачиња, но Николовска вели дека оваа бројка очекуваат да се зголеми со почетокот на новата учебна година, бидејќи има родители кои во текот на летото се на сезонска работа. Така да ќе ги очекуваме, значи, првата недела на септември конечните податоци кои што ќе ни покажат колку имаме од предвиденото и колку имаме компарирано со навистина запечаните ученици. За разлика од Штип, во останатите основни училишта во источниот регион, приемот на првачињата е на 4 септември и оваа година за регионов е карактеристично намалувањето на бројот на ученици во прво оделение. Секаде се бележи пат на бројките.
причините за помалиот број на ученици во регионот е секако иселувањето на младите и на семејствата во Италија, Швајцарија, Германија или Соединените Американски држави. Процес кој треба да се запре во овој регион. Екипите на јавното предпријатие Стипион 2011 реализираат тековни активности за уредување и бетонирање на улици и тротоари. Се работи во Ново село, а започна и подготовката за оградување на игралиштето на фудбалскиот клуб Кежовица. Јавното предпријатие Стипион 2011 продолжува со активностите за уредување и бетонирање на улици низ градот. Се работи во Ново село, кај улицата Сане Малинов. Значи, ќе работиме на улицата Сане Малинов, она коска која што веќе има на оваа улица, доста низиниот интегритет е нарушен, така да јавното предпријатие Стипион ќе доведе оваа улица во ред, така да граѓаните може да ја користат она како што и заслужува. Истовремено екипите на јавното предпријатие Стипион 2011 реализираат повеќе активности низ повеќе населби во град Штип. Завршивме пред некој ден на улица Цветан Димов, со бетонирање на една уличка, односно дел од улицата каде што пред неколку години беше бетонирана заедно со помош од жителите на оваа улица. Денес се работи на улица Косовска, там имаме повеќе улици каде што треба да ги работиме, односно дел еден крак од улица Косовска, веќе наредниот ден ќе продолжиме да работиме на другиот крак. Денешниот крак е должина со 30 метри, а другиот крак е со должина околу 70 метри. Инаку се работи на оградување на фудбалското игралиште во Кежовица. Значи, јавното предпријатие Стипион ги поставува анкерните плочи, односно следи компанијата Алмонт, каде што во наредните денови оваа компанија ќе почне со оградување на оваа фудбалско игралиште. Иванов истакна дека напоредно со бетонирање и уредување на улиците се работи и на уредување на тротоарите. По асфалтирањето на улиците ќе се оформуваат и тротоарите онаму каде што се оштетени или ќе се формираат и нови. Започнаа фудбалските возбудувања во втората македонска фудбалска лига Исток, а екипата на Брегалница стартуваше со победа, издвојувана на стадионот Кукуш во Турново против тимот на Хоризонт. Новиот систем на надпреверување со две втори лиги, Исток и Запад, западно со провесените возбудувања, при што се одигра надпреварите од првото есенско коло. На стартот во новата сезона, екипата на Брегалница гостуваше на стадионот Кукуш во Турново и извојува победа против тимот на Хоризонт, изразена со резултат 3:1. Стрелци на головите за Брегалница беа Наумо, Христов и Здравков, а за Хоризонт стрелец беше Михаилов. Еве ги комплетните резултати од ова прво есенско второлигашко коло од групата Исток. Плачковица Каменица Саса 2:1, Хоризонт Брегалница 1:3, победа во Ландово Борец 0:0, Осогово Кожув Гевгелија 1:0. Надпреварот Белашица Тиквеш ќе се одигра на 12 септември поради зачувување на стадионот Младо за квалификацијскиот меч Македонија-Албанија што ќе се одигра на 5 септември во Струмица. Затоа надпреварите од второто коло ќе се одиграат на 9 септември, а екипата на Брегалница на Градски во Штип ќе го пречека тимот на победа од Валандово. Марија Ристовска од пливачкиот клуб Челични од Штип ја испиша новата пливачка историја во далечинско пливање. Таа е првата девојка од источниот дел на земјата која успеа да исплива маратонската патека во должина од 5 километри и при тоа да го засеме третото место. На Велешкиот пливачки маратон успешен настап има и останатите штипски челични. На четвртиот поред пливачки маратон на езерото Младоска е Велес настапија пливачи од повеќе клубови од земјата, а за штипските челичи пливаа вкупно 8 пливачи во 3 категории постигнаа завиден успех. Велешкиот маратон го чина два дела, едниот е рекреативен, а вториот се бодува за македонскиот клуб. 20 на рекреативци пливаа 2,5 километри. Патеката е од едниот до другиот крај на езерото и обратно. Во рекреативниот дел настапивме со двајца наши пливачи, каде што Кристијан Јаков за прв пат пливаше на Велешко езеро, го освои третото место, додека Мати Траче беше шесто место. Во професионалниот дел се пливаше на 2,5, 5 и на 10 километри. Нашите млади пливачи освоија второ и трето место, еве ви го кажа во поединечна конкуренција на 2,5 километри.
Антонија Доновски освои второто место, Вероника Зашевска беше трета. Во конкуренција на 2,5 километри во машка конкуренција освоивме од петото до седмото место, значи беше Кире Главек пети, шесто место беше Смилјан Нашков, а седмо место освои Иван Киров. Трката на 5 километри беше вистински куриозитет за македонското пливање во источниот дел од земјата. Марија Ристовска од пливачкиот спортски клуб Челичи е првата девојка во историјата од регионот која успеала да ја преплива оваа делница и при тоа да го завземе одличното трето место. Ристовска на патеката остана да плива со првото име на светското маратонско пливање Евгений Попацев, кој единствен ја совладуваше делницата од 10 километри. За прв пат на еден наш пливач од пливачки клуб Челични настапи во категоријата на 5 километри, каде што Марија Ристовска освои третото место. Резултатите на нашите пливачи добиваат на важност и тежина ако се земе во предвид фактот дека годинава беше скратено времето за подготовки од причина што градскиот базен се затвори на 14 август. Само благодарение на семејството Нашкови кој го остапи својот приватен базен за потребите на клубот, децата беа во можност да продолжат со тренинзите и повторно да се искачат на победичкиот пиедестал, афирмирајќи го својот клуб, секако и градот Штип. Велешкиот маратон е во организација на локалната самоуправа и спортските работници од градот Велес и кајакарскиот клуб. Спортско риболовно друштво Младост, значи еве тука со нас е и Дејан Миланов, значи голема благодарност и до нив кои што еве со помош на кајчиња ги пратиме нашите деца со нивните делници. Во рекреативниот дел настапи на стариот учесник Кирил Рамбабов, исто така Штип, за кого ова беше трет настап на Велешкиот маратон. Почитувани гледачи, тоа беше се што ви подготвив на повестите на Ирис телевизија. А ви останете со програмата. Ве покануваме да го проследите регионалниот магазин Отворено на тема во 17 часот и 30 минути. Гостин на Војо Маневски е директорот на Агенцијата за млади спорт Дарко Каевски. Пријатно!